Здраво! Добре дојдовте во уште една епизода од нашиот подкаст Клиника за труд. Денеска носиме малку поинаква перспектива. Гласот на младите. Денеска тука со нас се двајца студенти од правниот факултет, со кои што ќе разговараме за трудовото право. Не само како академски предмет, туку област која што влијае врз секој млад човек. Од првото работно искуство, преку предизвиците кои што се јавуваат при процесот на вработување, па се до визијата за тоа каков пазар на труд сакаме да градиме во Македонија. Колеги, добре ни дојдовте. Ви благодарам што прифативте нашата покана и сте денес тука со нас. Добро се најдов. Многу ми е мило и чест што можам да бидам дел од оваа емисија. За почеток, ќе може ли да ни кажете нешто повеќе за вас и за тоа што ве мотивираше да се запишете на правниот факултет? Здраво, јас сум Радица Велкова, студент на втора година правни студии. И мене од секогаш уште како мала правото ми била некоја идила која што сум сакала да ја достигнам. И уште како мала открив дека имам многу моќен глас кој што со текот на времето почнав да го употребувам и го сватив неговото влијание. И кога тој глас, тоа нешто што го имате вие, ќе го употребите за некому да му доделите правда, кој тој не бил доволно силен или доволно гласен да го искаже, тоа чувство е едноставно незамисливо. И сметам дека секој правник треба да го има овој став и како идни правораздаватели ние треба да бидеме творците на ова општество и правото едноставно е нешто што го движи општеството. Да, се согласувам со тебе и сметам дека правото е доста длабока материја која што треба навистина длабоко да се свати за да може да се долови вистинската суштина уствари. Здраво, јас сум Нелтен Џаферовска, студент на правни студии трета година. Тоа најмногу што ме мотивираше да се запишам на правен е тоа што уште како мала гледам колку неправда владее и тоа што луѓето не се доволно запознаени со своите права и како тоа работниците се неправедно третирани. И искрено тоа ме мотивираше и да не зборувам само за правото, туку и со тоа да се борам. Навистина интересен одговор, ти благодарам. Би сакала да ве прашам, како го доживувате трудовото право? Дали го гледате како теоретска област или како право што директно се живее и применува? Кој сака да одговори? Видете сега, секоја правна гранка во принцип е теоретска област, но кога станува збор за трудовото право како една од најмладите правни дисциплини, јас бев фасцинирана во тоа колку не може да ја научам материјата без да видам како функционира во самото срцебиење на трудот. Значи, тоа не е нешто што може да се научи како теорија, туку тоа е нешто што мора да го доживеете и да го разберете како еден вид филозофија на животот, филозофија на трудот. Се согласувам со тебе. Вие, Калесија? Јас трудовото право го доживувам како една од најпрактичните правни области. Сепак, трудовото право не е само теорија кој што може да се учи така од книга, туку едноставно тоа секој човек и ние секој ден ја доживуваме преку работен однос, плата, годишен одмор и така натаму. Апсолутно да, се согласувам, бидејќи трудовото право, како што напомена и колешката Радица, не е само теоретска област, туку треба да се види како тоа едноставно се живее во праксата за да може да се долови вистинската суштина на самиот предмет, самиот поим трудово право. Да. Ви благодарам навистина за вашите одговори. Би сакала да ве прашам што беше најинтересно или најизненадувачко што го научивте за трудовото право во текот на студирањето? Тоа што ми беше најинтересно и најизненадувачко во трудовото право е тоа што дознав колку работниците колку права имале, а за тоа не се информирани. И тоа колективните договори колку ствари имале важност во работата. Да. Благодарам за одговора. Со кои предизвици според вас најчесто се соочуваат младите при барање на работа или почетокот на својата кариера? Во поглед на почетокот на својата кариера, мислам дека до годините каде што веќе ќе дојде крајната граница да мора да се определат за некоја кариера, сметам дека младите обично не размислуваат многу на таа тема. Знаете сега како е, ќе завршам средно, не знам кај ќе ме носи патот, ово оно, и сметам дека тоа не е баш многу одговорно за една млада личност, затоа што
младите личности се оние кои што ќе го формираат општеството, кои што ќе го менуваат, кои што ќе бидат одговорни за промените и за благосостојбата на државата во иднина. И голем проблем е таа немотивираност кај нив. Знаете, сега сите млади сакаат преку ден да станат милионери, сакаат работни места кои што се многу платени и ги деградираат на некој начин оние кои што не се платени, и тоа според мене е многу банално, затоа што според мене нема некоја работна позиција која што не е доблесна и не е полезна за ова општество, затоа што во општество не би можело да функционира и да постои без ние да ги имаме сите тие работни места, работни позиции, сето тоа што функционира, се е работа, се е труд. Се согласувам со твојот одговор потполно и јас имам некое мислење дека така луѓето, поготово помладите, се мотивирани од парите и не често обрнуваат внимание на работата која што ја работат. Не се доволно запознани со своите права и така натака. Да, тоа е една од темните страни на пазарната економија. Да. Колку практичната настава, клиниките на трудот и директниот контакт со случаите од праксата ти помагаат подобро да го разбереш трудовото право? Практичната настава има големо значење. Студентите преку реалните случаи стекнуваат знаење како тоа законот треба да се применува и според мене практиката не подготвува за понатамошната наша професија. Ти благодарам. Дали младите правници денес имаат доволно простор да се развиваат во областа на трудовото право и каде ги гледате можностите за професионален развој? Па сега во областа на трудовото право специфично сметам дека младите трудовото право е некако како гранка која што се живее. Од која произлегуваат сите други гранки. За секој човек во ова општество е многу битно да го знаете за секој човек во ова општество е многу битно да го знае трудовото право и како функционираат сите тие колективни договори, сите работни односи, плата, време траење, годишен одмор, сето тоа, тие права се многу битни и сметам дека не само правниците, туку секој работник треба да ги знае. Вие ако не си ги знаете правата, како очекувате да не бидат злоупотребени? Апсолутно да. Дали сметаш дека доволно си ги знаат своите права? Сметам дека не ги знаат доволно своите права, затоа што едноставно кога на некој што е навикнат цело време да работи, ќе му кажете дека треба нешто сам да си прочита, не му е баш лесно, ама исто така сметам дека некои законски текстови не се толку лесни да се разберат од било која лаичка јавност и сметам дека тука правниците играат огромна улога затоа што не треба ние само да бараме да профитираме од грбот на овие граѓани, туку треба да им помогнеме да ги осознаат своите основни права и обврски. Тоа е целата суштина на правниците, на правото. Народот да има правда за сите. Ако имате можност да предложите една промена во трудовите политики или законодавната рамка во Македонија, што би било тоа? Јас би предложила поголема заштита на младите работници и поефикасна контрола на работничките права. Во поглед на нивното почитување. Да, ама јас сметам дека и не е само тоа, туку знаете во рамките на премиото трудово право со професорот доктор Лазар Јовевски, еден од нашите омилени професори, имавме шанса да направиме симулација на економско-социјален совет и тука мислам дека знаете како на предавање сите застапуваат одреден став, но кога дојдовме сите до седница и сега едната група ја представуваше владата, едната правата на работниците, а другата ги представуваше правата на работодавачите и видовме колку е во ствари тешко да се дојде до некој разумен заеднички компромис од кој би можеле сите да профитираат и сметам дека е многу важно не некоја конкретен предлог, туку да сватиме дека треба да ја слушаме и другата страна и дека треба да ја внесеме во нашите предлози, не треба да доаѓаат од некое место кое што е себично, туку да гледаме за благосостојбата на цела држава. Апсолутно да, се согласувам со тебе, затоа што клучот е всушност комуникацијата помеѓу двете страни за да може да се дојде до разумен договор. Ви благодарам за вашиот одговор. Како за крај би сакала да ве прашам која е вашата визија за Македонија во трудов аспект, каков пазар на труд, какви работни услови и каква култура на работа би сакале вие да видите во иднина?
Сметам дека работниците во Македонија треба да сватат колку голема улога тие имаат во движењето на пазарот на трудот и воопшто за подобро утре на нашата држава. И сега имаме многу лоши примери во секојдневието, каде што сме виделе премногу лоши услови за работа, какви што се, например, нехигиенски услови во клинички центари, каде што тоа треба да биде недозволиво и треба да биде казнево со закон според мене, и сметам дека треба да не мислиме нови промени, туку да се фокусираме моменталната ситуација, статус кво да го подобриме, да има некои базични услови за функционирање на секоја институција. Ти благодарам. Фелишке? Јас би сакала да доколку би можела да променам, да живееме во општество каде што трудот ќе биде ценет и каде што работниците ќе бидат сигурни и Ценети за својата ценети работа. за својата работа и безбедни на нивното работно место. Ви благодарам што одвоивте дел од вашето скапоцено време да бидете дел со нас и воедно што ја прифативте нашата покана да бидете тука. Се надевам дека ќе имаме прилика да разговараме повторно на некоја различна тема во иднина. Ви благодарам. Ви благодарам уште На еднаш. вас, не беше чест. Драги гледачи, ви благодарам што останавте до самиот крај, а ние се гледаме во следната епизода.